Да започнеме со ова што е најактуелно. Добивте некаков допис од министерот за култура кој што не планира да го почитува колективниот договор. Дајте неги деталите, па да го расшириме разговорот. Да, па вака, значи на 29 декември беше испратено упатство за пресметка на плати до институциите од културата. Ова упатство за пресметка на плати не е ништо поразлично од насоките што ги даде Министерството за култура за пресметка на плати во април 2025 година, кога Синдикатот на култура протестираше пред Министерството за култура за кратење на платите на вработените од околу 3%, односно непочитување на општиот колективен договор за јавен сектор. Ние тогаш, после дадени тие насоки, во институциите од културата беа изготвени решенија за пресметка на плата на вработените и со тие решенија им беа намалени платите за околу 3% и заради тоа ние истите тие решенија ги обжаливме на суд и беа дадени околу 800 тужби. Првично беа обжалени до управните одбори на институциите. Дел од управните одбори ги прифатија нашите жалби, дел ги отфрлија и онаму каде што беа отфрлени овие наши жалби, беа поднесени 800 тужби. И денеска, значи веќе 10 месеци скоро од тој процес, имаме добиено 15 судски првостепени пресуди. Меѓутоа, Министерството за култура не ги почитува овие судски пресуди и носи во декември упатство кое што е идентично со насоките дадени во април месец, односно неиспочитување на општиот колективен договор за јавен сектор. Јас можам да го објаснам начинот на кој што не е испочитуван општиот колективен договор за јавен сектор, а тоа е дека во член 14 став 1 од општиот колективен договор стои дека основната бруто плата на вработените се зголемува за 10% започнувајќи од септември 2023 година. И сега овие 10% во културата од минатата година не се на тој начин пресметуваат, туку е дадена разликата на платата добиена во септември и август 2023 година. Нешто што правно воопшто не постои во општиот колективен договор за јавен сектор. Кои се сега чекорите? Ќе одите на Виш суд, ќе барате правда надвор, барате средба со премиерот, ова на некој начин можеби ќе биде претежок збор да го кажам, ама и на некој начин само волија и непочитување на судска одлука. Па да, сега на пример овие судски процеси се во тек, значи од 800 тужби добиени се 15. Дел од нив веќе институциите ги имаат обжалено на апелација. Чекаме сега потврда на судската пресуда од апелација, што се надеваме дека ќе биде во наша корист, затоа што јасни се законите и јасен е членот во колективниот договор кој што не е испочитуван. Ќе одиме до крај, значи ние сакавме едноставно да имаме некој диалог со Министерството за култура, кога веќе почнаа да се добиваат судските пресуди, да можеме да најдеме некој заеднички јазик, некој заеднички договор, бидејќи знаеме колку овие судски пресуди носат финансиски импликации. И за да се избегнат сите тие финансиски импликации, да се дојде да се постигне некаков договор. Меѓутоа, од другата страна немаме таков фидбек. Ние и кога бевме повикувани во Министерството за култура, значи некаде во месец мај, јуни, воопшто за оваа тема не се сакаше да се зборува, како да не постои проблем. Тогаш, например, имавме и каснење на платите во културата, ако се сеќавате, имаше институции кои што по 2-3 месеци немаа земено плата и воопшто Министерството за култура не сакаше да разговара на оваа тема. Едноставно се држаа до насоките кои што они ги дале за пресметка на плата. Без разлика дали правници, адвокати, експерти кажуваат дека таквиот начин на пресметка не соодветствува на колективните договори. И така да ние што овие тужби ќе одиме до крај,
значи 800 тужби, значи следуваат пресуди, дали потоа ќе се оди на апелација, во зависност од тоа како ќе се заврши процесот нели на апелација, бидејќи овдека се работи за статусно побарување, ние не имаме сега во моментот парично побарување, статусно, значи за почитување на законите и колективните договори, така да можеме правдата да ја бараме и надвор, нели, на Судот за човекови права во Страсбург, што ние секако тоа би го направиле. Тие 800 тужби се за сите вработени во културата или во неколку институции нема колективни договори? Не. Станува збор за вработени во институциите од културата. Значи сите ние решивме да поднесеме толку тужби. Значи во културата се вработени околу 3000 вработени. Да, меѓутоа поднесовме 800 тужби, бидејќи знаете нели дека секоја судски процес чини нели одредена сума на пари. Меѓутоа овие 800 тужби се доволно, мислиме, за да ја нели обезбедиме правдата, односно да докажеме дека сме во право и дека начинот на пресметка на плата кој што го наложи Министерството за култура во април месец и сега повторно со упатството во декември 25-та не се во право и дека на тој начин им ги кратат платите на вработените во културата за околу 3%. Може да се каже дека има притисоци врз вработените од страна на работодавачот, од страна на лица кои што се на врвот на институцијата? Се соочувате? Па не, до сега не сме имале никои такви такво. Мислам, процесите во институциите течат нормално, нели вработените и покрај тоа што се соочуваат нели со ваков проблем на намалена плата, совесно си ги извршуваат работните задачи, нели се со цел да бидеме општествено одговорни и работите да течат како што треба во културата. Меѓутоа, кратењето на работничките права, што го прави Министерството за култура, не само преку платите, значи ова е, како да кажам, еден дел, со овие 3%, например, ние имаме со години, немаме унапредувања на вработените во културата. Во заштитната дејност со години не се исплатени стручните звања на вработените, иако истите ги имаат добиено, а добивање на секое на стручно звање значи поголеми работни, посложени, поодговорни работни обврски и сега, например, вработените ги извршуваат тие работни обврски, а стручното звање не им е платено. И ние, например, и за овие проблеми немаме слух од Министерството за култура, меѓутоа преку дописи, преку разговори се бориме и бараме начини да ги надминеме овие проблеми. Меѓутоа, сега во оваа измината една година, ние од другата страна некако како да немаме соодветен социјален диалог со Министерството за култура. Не ќе политички да вртам или да аудирам на ваквото. Ова се случува само со овој министер, со Љутков или претходно имавте проблеми со претходните раководства на Министерството? Па, значи не се случува ова само со овој министер и претходно ги имавме истите проблеми. Значи, знаете дека ние секоја година скоро во март месец протестираме пред Министерството за култура и тоа е баш заради платите на вработените и заради секогаш заради тоа што од другата страна секогаш се изнаоѓале начини да не се испочитува колективниот договор за култура. А колективниот договор за култура е врзан со растот на минималната плата, па така да платите на вработените се усогласуваат со растот на минималната плата и секој март, значи платите на вработените во културата им се усогласуваат со минималната плата, а секој министер тоа некако многу тешко му иде да го спроведе, бидејќи секоја година некако не се предвидуваат финансиски средства за таа намена. Па така, Синдикатот за култура веќе 3 години поред протестира пред Министерството за култура, барајќи усогласување, тоа е почитување на колективниот договор за култура и усогласување на платите на вработените со минималната плата.
Мислите дека треба да се Меѓутоа, направи? овие другите проблеми што ви ги кажав со напредувањата, исплатата на стручните звања, во минатото некако беа испочитувани. И луѓето може би не веднаш, меѓутоа за некое време ги добиваа овие, да. Меѓутоа сега изминатава година ние воопшто немаме унапредувања и воопшто немаме исплата на стручните звања и тоа причината не знам која е, а од нас се бара работа и се бара да го одработиме тоа стручно звање, значи да имаме поголеми посложени работни обврски, да имаме поголема одговорност во работните задачи. Како стоиме со кадарот? Дали се примаат нови луѓе, талентирани млади луѓе? Каков е интересот за на тоа поле ме интересира? Па ние изминативе години често пати знаевме да кажеме дека во институциите нема доволно кадар, во институциите од културата и баравме да има вработувања на соодветен стручен кадар кој што е потребен во институциите. Гледаме дека на тоа поле има малце напредок, започнаа да се одвиваат некои вработувања, но сепак инсистираме да тие вработувања бидат на соодветен стручен кадар, онаму каде што е најпотребно. Што малце, секогаш тешко иде да се испочитува тоа и да тој кадар што се вработува да биде квалитетен и квалификуван за работното место кое што треба да го работи. Морам и директно да ве прашам, потребна му е и книжка партиска? Па сега јас тоа не можам да го кажам, тоа треба тие што се вработуваат во моментот да кажат дали им е потребна партиска книжка. Добро. Која институција најмногу треба, на која институција од културата најмногу треба да и се обрне внимание? Каде сметате дека најмногу е потребна државна помош? Па вака, мислам дека сите институции подеднакво некако кубурат со дали било со кадар, дали со услови за работа. Значи секоја различно. Можам да кажам во заштитната дејност имаме многу малку кадар стручен, соодветен стручен кадар за извршување на работите, па така да заради тоа и малку заостануваат сите оние проектни задачи, ова заради несоодветен, нема ни доволно на стручен кадар. Исто така, колку што знам, во сценско-музичката дејност, исто така потребна им се техничка служба за работа, подобри услови за работа. Гледаме дека имаме во моментот и затворени театри, кои што треба во најбрз можен рок да се отворат за да можат тие луѓе да работат. Така да во цела култура всушност ние имаме по некој проблем кој што мора да биде решен и треба да биде решен во диалог со синдикатот, бидејќи сме ние дел од таа култура, ние сме дел од тие вработени во културата и најдобро ги знаеме проблемите каде се најголеми. И затоа ние цело време инсистираме од Министерството за култура да имаме социјален диалог, не само за платите, меѓутоа и за овие проблеми со кои што се соочуваат институциите, со цел да им помогнеме и да им кажеме како понатака културата би можела по добро да делува. Еве еден апел, оставам простор, чисто да упатите апелот од оваа емисија до надлежните за една средба каде што ќе може на мирен и на транспарентен начин да се испеглаат сите работи и да бидат задоволни како властите, така и вие како синдикати и дел од културниот свет во Македонија. Па вака, ние испративме еден допис и до премиерот, значи на Република Македонија, баш укажувајќи на овие 800 тужби што ги имаме дадено и укажувајќи на финансиските импликации кои што утре ден би се удриле врз буџетот на државата и баравме едноставно да се има разбирање, да се има диалог со ресорното министерство за да можеме да ги сите овие работи договориме и решиме. Па така да во декември имаме еден нацрт извадок од седница на влада, 134-та седница на владата на РМ, каде што во
во тој нацрт му дава задолженија, владата му дава задолженија на министерот за култура да изготви упатство за пресметка на плати, меѓутоа пишува упатство каде што ги почитува колективниот договор за култура и општиот колективен договор за јавен сектор. Во тој извадок, например, исто така беше напишано да се состане и комисијата за толкување на општиот колективен договор за јавен сектор, бидејќи знаеме дека ова е проблем, прашање кое што зависи од некои други две страни, бидејќи општиот колективен договор е потпишан од ССМ и од Министерство за труд, економија и труд, и да се свика таа комисија да видиме какво толкување би се дало на тој член 14 став 1, кој што во моментот е спорен. Проблемот со ова е што министерот за култура го и почитува на некој начин овој извадок од оваа седница на влада, направи упатство, меѓутоа не го испочитува делот каде што треба да се почитуваат колективниот договор за култура и општиот колективен договор за јавен сектор. Исто така не ја почека седницата на комисијата за толкување на колективниот договор, општиот колективен договор, да видиме какво толкување и каков заклучок ќе изнесат. Некако како да избрза со ова упатство, да едноставно да покаже дека е во право со начинот на пресметка на плати кој што се применува уште од април 2025, а со кој што се скратуваат на вработените 3%. Така да ова е еден апел до министерот и до Министерството за култура да се седне на заедничка маса, да се отвори ова прашање, иако е вака делува како нерешлив проблем, меѓутоа може да се реши, посебно сега, кога веќе имаме и добиени судски присуди, и конечно да се стави крај на ова што се случува изминативе години со вработените во културата секој месец март, кога треба да се спроведе колективниот договор за култура. Драсовска, јас ви благодарам за разговорот, се надевам дека ќе излезете како победници на некој начин или ќе си го добиете она што го заслужувате и она што ви е пропишано со закон, со колективен договор. Па се надеваме и ние, затоа што сепак сметаме дека сме во право, бидејќи не бараме ништо повеќе од она што е напишано, односно од она што е договорено, а тоа се колективните договори.